Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски соопшти дека се отворени 22 нови авиорути, што ја поврзуваат Македонија со повеќе европски дестинации. Во објава на социјалните мрежи, Николовски сподели мапа со новите авиокомпании и линии воспоставени кон Европа од двата домашни аеродроми во периодот од 2024 до 2026 година. Според него, воздушниот сообраќај во земјава бележи значителен раст. Аеродромите во земјата со поголем број патници стануваат лидери во регионот. Ќе продолжиме и во наредниот период со уште повеќе активности насочени кон зајакнување на воздушниот сообраќај, вели Николовски. Тој потенцира дека зголемениот број на авиолинии ќе овозможи подобра поврзаност со европските градови, ќе го поттикне туризмот и ќе придонесе за економски развој на државата. Со сослушување сведоци предложени од јавното обвинителство на Република Македонија, денеска во судницата во затворот Идризово продолжи судењето за трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, во кој на 16 март минатата година загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. Во својство на сведок исказ даде Ана Костадиновска, придружен вокал на музичката група ДНК и редовен професор. Таа изјави дека со години настапува како придружен вокал со повеќе македонски изведувачи и дека не била постојан член на групата. Во врска со техничката организација на настапот, сведокот посочи дека Мартин Атанасовски бил задолжен за техниката, додека не видела кој ги поставил прскалките во клубот. На повеќекратни прашања од обвинителството и одбраната, Костадиновска истакна дека не знае кој ги активирал, ниту кој ги поставил, додавајќи дека можно е тоа да било лице од техничката екипа или од клубот. Костадиновска изјави дека концертот започнал околу 1:30 по полноќ и дека дискотеката била исполнета. Огнената стихија, како што опиша, избувнала за време на изведбата на песната "Што сака нека биде", кога на рефренот се активирале прскалките. Инстинктивно погледнав нагоре бидејќи почувствував топлина. Панчо повика да излеземе, но никој од нас не ја свати сериозно ситуацијата. Забележав врата тесно од мене и ги повикав да излеземе оттаму, но беше заклучена, сведочеше таа. Во паниката настанало стампедо, паднала и била приклештена ногата, додека густ мирис, како што рече, ги отурнувал луѓето кон губење на свеста. Помош добила од непознато момче за кое подоцна дознала дека од виница и спасило повеќе лица. По првичното згрижување во Кочани, таа била пренесена во клиничката болница Систина во Скопје, каде што била хоспитализирана 2 дена. Наведе дека и денес чувствува последици од повредите, меѓу кои болки во коленото и изгореници по лицето. Во текот на рочишчето беше споменат и обвинетиот Шевкет Хазари, поранешен раководител во Министерството за економија. Сведокот изјави дека не го видела во дискотеката. Судењето го води судиката Дијана Груевска-Илиевска. Постапката се одвива под засилени безбедносни мерки во присуство на обвинетите, роднини на жртвите и бројни сведоци. Процесот се води против повеќе физички и правни лица за тешки дела против општата сигурност. Јавноста внимателно ги следи сведочењата за една од најголемите трагедии во поновата историја на земјава. Сдруженијето на јавни обвинители на Република Македонија упати на јавна реакција до собранието, барајќи од дневниот ред на 89-та седница да биде повлечен предлог законот за изменување на законот за платите на јавните обвинители, предложен од група пратеници. Во дописот, испратен до председателот на собранието и до пратениците, Сдруженијето нагласува дека платата на јавен обвинител не може да биде намалена со закон или одлука на државен орган, освен во случај на утврдена дисциплинска одговорност, согласно член 2 од важечкиот закон. Тие истакнуваа дека функцијата е сложена, одговорна, со ограничени материјални услови, недоволна стручна поддршка. Законски предвидените додатоци за сложеност на трудот со години не се исплаќаат поради недостиг на средства. Според Сдруженијето, платите на јавните обвинители се единствени од приходи се движат од помалку од 90 до околу 130.000 динари, што ги прави најниски во регионот. За споредба, платите во соседните држави се значително повисоки. Србија од 1.600 до 4.000 евра, Црна Гора од 1.600 до 4.700 евра, Бугарија околу 3.000 евра. Дополнително, Сдруженијето истакнува дека Уставниот суд веќе води постапка за оценка на уставноста на претходните измени на законот, па нови измени со дополнително намалување на коефициентите би можеле да создадат правни последици додека трае постапката. На крајот јавните обвинители апелираат до пратениците да ја преиспитаат потребата од измените и да ја повлечат предложената точка од дневниот ред на седницата.
Од Министерството за внатрешни работи соопштија дека вчера по првпат од воведувањето на системот Безбеден град не бил регистриран ниту еден прекршок за минување на црвено светло. Во текот на денот на подрачјата каде се поставени камери биле евидентирани вкупно 526 прекршоци, од кои 84 се сторени од возачи со странски регистарски таблички. Неголемиот дел, односно 504 прекршоци се за управување со возило со брзина над дозволената, додека 22 се за возила со измината важност на сообраќајната дозвола. Исто така изречени се и 17 мерки забрана за управување со возило, сите за брзина над дозволената. Од нив 13 мерки се за брзина поголема од 80 км на час во населено место. 4 мерки се за брзина над 10 км од дозволеното за возилото. Во рамки на толерираниот опсек на брзината биле забележани 3336 возачи кои не добиле санкции. Оваа статистика ја покажува ефикасноста на системот и зголемената дисциплина на возачите во градот, велат од Министерството. Најмалку 29 лица загинаа, околу 40 се водат како исчезнати по лизгањето на земјиштето предизвикано од поројни дождови во југоисточниот дел на Бразил, а Хуис де Фора во сојузната држава Минас Жераис е епицентарот на трагедијата. Тројца пожарникари извлекле тело на маж од калта меѓу урнетините на десетина куќи во парк Бурније, ридско подрачје во градот со околу 540.000 жители. Во оваа област бројот на жртви се искачи на најмалку 22. Градоначалничката Саломао прогласи состојба на катастрофа, опишувајќи ја ситуацијата како сериозна поради интензивните и постојани врнежи, што предизвика околу 20 лизгања на земјиштето. Февруари го бележи највлажниот месец во историјата на градот со 584 милиметри дожд, двојно повеќе од годишниот просек. Волонтерите помагаат во спасувачките напори со лопати, но операцијата е отежната поради ризик од нови поплави, лизгања и проблеми на бреговите на реката Параибо, која се излеала. Поради катастрофата, училиштата во погодените општини се затворени, жителите со мобилни телефони снимале како зградите се уриваат за само неколку секунди. Бразил во последните години доживеа повеќе трагедии од екстремни временски настани. Во 2024 година поплавите на југот однесоа повеќе од 200 жртви. Погодија околу 2 милиони луѓе. Во 2022 година силна бура во Петрополис одзеде 241 живот. Експертите ги поврзуваат овие смртни случаи со ефектите на климатските промени. Швајцарија соопшти дека семејствата погодени од пожарот во скијачкиот центар Кран Монтана во новогодишната ноќ ќе добијат по 50.000 швајцарски франци или приближно 55.000 евра, како финансиска подршка и гест на сочувство. Пожарот во локален бар предизвикан од прскалки одзеде 41 живот. 116 лица беа повредени. Меѓу загинатите повеќето беа тинејџери, многуми иностранци, вклучувајќи лица од Франција и Италија. Федералниот совет на Швајцарија појасни дека исплатата ќе се однесува на секое лице што загинало и на секое лице хоспитализирано по пожарот. Дополнително, советот најави организација на тркалезна маса за да им помогне на жртвите, осигурителите и властите да постигнат вонсудски спогодби, со што би се избегнале долги правни постапки. За таа цел планирано е да се издвојат до 22 милиони евра. Оваа мерка е дел од напорите на швајцарските власти за брза и ефикасна помош на погодените семејства и за ублажување на последиците од трагичната катастрофа.